Велики петок се смета за најтажниот и најдлабок ден во православното христијанство. Ден на тишина, молитва и сеќавање на Христовото страдање и распнување. Овој ден не е само символ на жртва, туку и повик за духовно преиспитување и смирение. За неговото значење, традициите и пораките што ги носи за современиот човек, утрово во Македонија наутро разговараме со доктор Илче Мицевски Игнат, декан на Православниот Богословски факултет. Отец Илче, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро и добро ве најдов. Отец Илче, што представува Велики петок во суштината на православната вера и зошто се смета за најтежок ден? Велики петок е ден кога ние христијаните се сеќаваме на сите оние навреди кои што ги претрпе нашиот Спасител Господ Исус Христос, навредите, тепањата, багреницата која што му беше дадена, трновиот венец на главата, но исто така и неговото распнување, неговата смрт на крстот. Затоа и овој ден се смета за најтажен или најцрн, како што го кажуваат, бидејќи ние христијаните се обидуваме да ги доживееме сите овие настани на денешниот ден преку богослужбите кои што се вршат во црквата, каде што се читаа специфични евангелија кои што ги нагласуваа страдањата на Господа, предавството од страна на Јуда и се разбира тажната смрт на крстот. Отец Илче, кои се најважните символи и обичаи поврзани со Велики петок и што тие значат? Поважните символи кои што се поврзани со Велики петок ги имаме како прво тога крстот и распетието Христово, кој што ни напоменува на смртта која што е претрпе Христос од љубов за човековиот род. Но од друга страна, на денешен ден, на вечерната богослужба, се вади платното или епитафот или плаштаница, како што ние нарекуваме, на кој што е изобразено погребението Христово и кој се става во импровизиран гроб, каде што денес верниците ќе можат покрај целивањето на таа плаштаница да поминат под гробот, символично погребувајќи се заедно со Христос, и нели излегувањето од гробот значи и нивно воскреснување заедно со Христос. И ова символика е доста важна, бидејќи не подсетува на воскресението кое што нашиот Спасител Исус Христос ни го вети, дека при крајот на светот, нели, сите ние ќе воскреснеме и ќе одиме на судот Божи. Каква порака испраќа Христовото страдање до современиот човек? Христовото страдање на крстот ни пренесува една порака која што постојано е актуелна и која што постојано треба да имаме во нашите глави. Во Евангелието според Јован, апостолот ни вели дека Бог толку многу го возлюби светот, што го даде дури својот единороден син, и тоа да умре со крстна смрт. А од друга страна, нашиот Спасител Исус Христос ни вели: дојдете при мене сите натажени и обременети, јас ќе ве успокојам. Христос со расширените раце на крстот, раснат од љубов кон човештвото, ни пренесува дека е Бог и дека не љуби, дека не сака. Без разлика во кое време живееме и каков живот имаме, Бог е тука секогаш за нас. Бог не сака, Бог не љуби и затоа крстните страдања на Христос за нас, иако се тажни, иако не натажуваат, сепак кријат една одредена радост, бидејќи знаеме дека по крстните страдања и смртта доаѓа воскресението Христово. Дали и колку денес се почитуваат традициите поврзани со Велики петок кај граѓаните? Па ево во овој период сите храмови се отворени, редовно се служат богослужбите специфични за овој период и забележуваме поинтензивна посета на верниците во нашите храмови, кои што доаѓаат да оддадат чест не само на раснатиот Христос, туку ќе дојдат и денес да оддадат почест и на погребаниот Христос и заедно со него да се погребаат, да се учествуваат со тоа, да ги слушнат светите евангелија и лично да бидат сведоци на сите тие настани кои што се случиле во овие денови. Така. И како треба верниците духовно да го поминат овој ден и што е неговата најсилна pouка? Овој ден верниците треба да го поминат
во храмовите или во домовите. Како што кажавме на почетокот, овој ден е сепак ден кој што носи одредена тага и да си споменуваме за Христовата смрт, која што се случи заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, да се посетиме и ние на нашата смрт. И се разбира, во преданието на црквата останало овој ден да биде неработен ден и за домашните работи, ништо така и за оние работи кои што ги вршиме надвор од домот, без разлика дали тие се полски, земјоделски или други работи кои што ги вршиме. И се разбира во молитвено расположение со цел овој период да биде надминат и радосно да го дочекаме Христовото воскресение. Отец Илче, утрово ќе служите тука богослужба во храмот преосветен на Константин и Елена, а исто така богослужба ќе има и утре вечер повторно тука каде што ќе се дочека радосната вест за Христовото воскресение. Ајде да упатиме на покана до нашите гледачи, до сите верници да бидат дел од овој убав настан за дочекот на убавата вест за Христовото воскресение. Секако. Денес утрово ќе имаме царски часови, каде што ќе се подсетиме на предавството на страдањето и раснувањето на нашиот Господ Исус Христос. Потоа следува вечерната богослужба, кога што ќе изнесеме плаштеницата, овој привезараниот гроб. Поплане ќе имаме службата на оплакување Христово, значи ќе го оплакуваме нашиот Бог при неговото погребение. На Велика сабота уторото ќе имаме света литургија и се разбира вечерта во 23 часот ќе имаме полуноќница, каде што ќе се подготвиме за навестувањето и празнувањето на Христовото воскресение. Ето со ова прилика и да искористиме да ги поканиме православните христијани да дојдат во храмовите и заедно радосно да го прославиме најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, кој е основа на нашата вера. Така. Отец Илче, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и за сите овие информации што утрово ги споделивте со нас и со нашите гледачи. Благодарам јас. Утрово за значењето на Велики петок разговаравме со доктор Илче Мицевски Игнат, декан на Православниот богословски факултет.